Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добре дојдовте во 17-тата епизода на Спорткаст со Стефана Слободен печат. Овој пат ќе имаме малку поразлична епизода, ќе разговараме и ќе направиме анализа на штото го завршеното македонско првенство во ракомет. Со мене во студиото е Виктор Хрисовски од единствениот ракометен подкаст кај нас, Само ракомет. Добар ден, ти благодарам на поканата. Фала ти многу што ја прифати и ме изненади, обично ја канам луѓе. Да, сега ги имаме смената улогите, да. Втор пат вака имам прилика еднаш. Да. Таму Тоа ќе те праша дали ти е прв пат да бидеш. Ама не, као гостин прв пат. Како гост. Ама вака нешто телевизија и медиуми да зборуваме на тема на ракомет беше кога го одржувавме тој првиот панел. Ракометот спорт број 1, па тогаш нешто во функција нели на промоција на настанот. Така. И тогаш имав контакт со телевизија од оваа страна да видам. На националната телевизија, ако не се се лажам, да. Ова ми е официјално прво гостување. Да. Многу ми се допаѓа тој самиот концепт, лабав, со твојот другар да го поздравиме Бице. Да. И веќе колку сезони поминавте? Ние сме веќе 4 сезони. Аха. 4 сезони и постоеше порано една, не знам дали уште постои една продукција, се викаше прва партизанска продукција. Инаку ние можеме слободно да си го преземе тоа името и целата продукција ни е така партизанска герила продукција. Почна без никаков концепт, така и продолжи, ама низ годините си... Тоа што е интересно што немате некој таргет група, така да темата е исклучиво ракомет. Да. И може некака... Да, всушност ние низ годините се извлековме како некоја водилка, а тоа е нели навиваме, живееме, сакаме ракомет. Така. Само ракомет се појави во годините од короната, кога немавме можност да се дружиме и да зборуваме на теми ракомет. Да, пошто ракомет не окупира. И така се создаде и полека ја артикулирав таа моја некоја желба да го промовираме дополнително спортот, да разговараме, ако може некако нешто и да се помогне, зашо да не. И уште во првата година и пред да биде подкастот нели како портал, кога се појави Само ракомет, имавме за мене фантастичен фидбек, фантастични коментари и тоа ме охрабри и мене и луѓе што ми помагаат да продолжиме. И еве условно кажано после 4,5 години мислам дека е добро што решивме да го создадеме. Добро е што имам енергија се уште да терам. Мислам дека некогаш и препознавам, нескромно, дека нешто што ние сме буричнале на некој подкаст или во некоја колумна, дека препознавам дека како да има реакција, може би случајно, може би не. И јас сум многу среќен што можам без никакви обврски, пред малку нели што зборевме тоа продукции и уредништва, слободно да зборуваме за ракометот, да го приближиме до поголем број на луѓе и да помогнеме во промоција. Така, супер ви оди сега за сега, ви посакувам уште долги сезони да истерате. Пред некој месец имавте и организирана прва панел дискусија, ќе збориме понатака за тоа, но Виктор, од каде љубовта кон ракометот, кон спортот и кон се ова што го правиш, бидејќи го правиш со многу голема енергија? Бака, од јас нели стара школата југословенска, тоа спортот во Југославија беше на страшно високо ниво. И ние практично сите клинци сакавме да бидеме спортисти. Таму некаде 77-78, татко ми прв пат ме однесе на утакмица на градски на Вардар и за мене тоа беше нешто као денеска например да си на Супербол, некој таков спектакл настан. На теренот градски беше Малтовеш, на 10 метри од нас Вардар и Партизан од мене и некојаш во шега нели по фејсбуци, по социјални мрежи има еден хумор, демек Виктор на кајтерал, Вардар пелистел алкалоид металург, ја вардарец. Да. Мислам, тука нема дилема, значи некојаш па некој од вардарците кога ќе ме шепнат демек шо како, јас сум од 78 вардарец, па сега ти спореди, значи во тој систем порано во стара Југославија спортот беше
многу важен елемент од општественото живење. И така ние тогаш така растевме со многу наши идоли, звезди спортски, и така се раѓаше таа љубов. И сега сите навиваа за по 2-3 клуба. Навиваш за Вардар од Македонија или не знам, Караорман или Работнички или Пелистер или Победа Прилеп, зависи кај си. Па после навиваш за Партизан, Звезда, Динамо, и после навиваш за Баерн, за Челси. Челси не беше тогаш. Манчестер, Реал, Барса е така. Па после втора љубов ти е кошарка, нели? Па не знам, Југопластика, па Партизан, па тие такви времења, па трета љубов ти е не знам, одбојка, па ракомет, па ватерполо следевме, значи многу спортот беше многу присутен. Сега таму некаде 90-тите фудбалот полека некако тивнува. Да, и тука сега наеднаш кошарка, па НБА, ама пак спорт. И сега по осамостојувањето на Македонија, нели, сите пак си бараме своји херои, своји јунаци, пак некако во прв план беше фудбалот. Фудбалот никако да направи исчекор, скап спорт, нели, многу пари треба, и полека некако исплеуваше од време на време, можда не малце кошарка, нешто МЗТ, таму ни аеродромци, нели, локални херои. Ама некако и тоа не го бива, и полека некако се создаде приказната со ракометот. 97-8 жените беа на некое светско, може би, да, кометот Ѓорче Петров, памтам, некаков невиден успех направија, ја бев во војска, памтам. Потоа кометал почна да расте, па се случи таа европска титула, и тука имаше еден момент кај што во тој период, тие 90-ти, почеток на 2000-ти, Македонија беше ужас. Скоро као сега, малце по-добро може да беше од сега. И со таа победа на Кометал, некако во тие неколку денови као живеевме во една нереална атмосфера. Значи се почувствува некаква сплотеност меѓу луѓето. Некако сите беа малце смирени, заборавија на сите проблеми, невработеност, немање пари, шо се не. И така некако полека ракометот почна да, зборам кај мене, почна да го презема приматот од спортовите кои што ги пратам, и после тоа полека се појави Металург, се појави Металург, па ривалството со Вардар, па се појави Червар, па таа 2009-та тоа легендарно светско во Хрватска со тој еден легендарен црвен картон на Кире, која што можеби ги тепавме и германците, нели ги тепавме таму руси, пољаци, нешто чудо се случуваше. И така некако овие други сите отидоа. Сите спортови аут, фокусот остана ракометот. Сезонски билети за Металург, сезонски билети за Вардар жени, сезонски билети за Вардар мажи. Имаме една анекдота таму во друштво наше, кој ќе им кажеме дома, вторник сме на утакмица, бе, пак ли? Лига шампиони, добро. Во четврток сме на утакмица, бе, пак ли? Си ги чуваш тие сезонски билети или не си од тие? Не си од тие. Може нешто да се најде дома, ама немам таква, да. И тоа беше многу смешно, дека ние дома уствари можешме да објасниме, не ни веруваа дека 2 пати у неделата или 5 пати, 6 пати у месецот ти имаш Лига на шампиони во Скопје. Значи такви времења, мислам, дај Боже да се повторат. И така, значи, растеше тој интерес. Сега како што растеше тој интерес за ракометот, нели, врвни надпревари, врвни клубови доаѓаат, врвни играчи. И некои познанства случајни, некои неслучајни со играчи, со наши легенди. Така стана ракометот спорт број 1 во мојот спортски простор за живење. И ти спомна 2020 кога беше таа чудна корона и недостаток од дружби, пошто секоја утакмица ни беше пропратена. Значи ние како американците, како НФЛ, една утакмица с нас ни трае 8 часа. Со припреми, со кафанче, мезенце, точно се нарачува истата нарачка за да не изгубат овие, нели, или ако изгубиле тоаш менуваш нарачка. И значи стварно еден момент во неделата кај што ние уживаме.
Така. едно мало друштво и тоа ни го снема во короната и тогаш се роди оваа идеја за само ракомет на еден поинаков начин да ги артикулираме нашите мисли, желби, нели, Така. критики и сега тоа така растеше. Иако работиш некоја сосема друга работа, одлично оди, како што и реков на почетокот со подкастот, и имаш гости, досега си имал гости кои што новинари би ти позавиделе. Раул Гонзалес, Тимур Дибиров, да не утнам некои. И да утнеш, ке обикнеме. Да, ти благодарам. Може би од една страна тоа беше и тоа што јас не сум новинар и што само ракомет е, како и да го крстиме, медиум, не е медиум, блог, влог, Да, секакви платформи, значи, како и да го крстиме, а не е значи официјален медиум, не е вестник, не е списание, не е телевизија, не е радио. Може би од една страна ми помогна, затоа што спортистите внимаваат, нели, пак сега ќе излезат пред некој медиум, па мора да бидат поофицијални, послужбени, не можат до крај да се доискажат. А од друга страна, за краток период, јас мислам на сите им ставивме до знаење дека пристапот ни е искрен, спонтан. Ако е нешто добро, ќе зборуваме за доброто, ако е нешто лошо е, ќе зборуваме за лошото. И мислам дека тоа беше причината што огромен број од луѓето што сме ги поканиле, и ја лично што сум ги поканил, прифатиле, гостувале, искрени биле. Така. Многу е мал бројот на луѓе кои што не прифатиле, многу е мал бројот. Можам да кажам на прстите од една рака и помалку. Тројца или четворица кои што сум ги поканил не дошле. Ќе бидат двајца или тројца, пошто со едниот веќе се договоривме. Легна работите и прифати да ни биде гостен. Сега чекаме некој момент. И ја да немам гужва у сервис. Да. За да може. Така да мислам дека тоа беше причина да... А инаку, пошто го спомна Тимур Дибиров, ќе ти кажам за него интересен момент, може би сум го кажал некогаш. Мене ми беше тоа еден момент кај што јас као да добивам подпис од професор за заверен семестар, кај некој од строгите професори, че мене Дибиров ми се јави. Еден ден звони телефонот, добар ден, овде Тимур Дибиров, Виктор, и така. Јас гледал твој подкаст, сакам да запознам тебе, да разговараме. И така, ние до ден денеска сме супер пријатели со Тимур, си праќаме нонстоп честитки, сега не си пративме по поразот на Вардар од Пелистер, ама претходно си пуштавме дресови, она одиме на титула. Така да, тоа ми беше така еден многу убав момент во, условно кажано, во таа само ракомет кариера. Многу ми беше пријатно дека една таква величина, една таква легенда. Не верувам дека у брзо време ќе има некое такво крило како него, со преку 20 сезони Лига на шампиони, со преку 1000 голови. Значи, стварно сериозна величина во ракометниот свет. Ете, да ни оддаде признание. Па може би Тимур е еден од, за мене е единствен, јас не паметам, сепак сум од помладата генерација, кој странски играч кој оставил голем впечаток во македонскиот ракомет. Да. И сега кога веќе зборам за подписиве на семестри, исто и два други подписи ми се важни. Тоа тие беа во рана фаза, уште немавме, не беше подкастот како идеја создадена, значи ептен во рана фаза. Значи 4-5 месеци од кога почнаа да излегуваат текстовите официјално како платформа, пошто претходно јас пишував на Facebook страна, како кратки постови, кратки текстови. Стигна првото условно кажано признание од 24 ракомет, значи пишував колумни за нив и тоа ми даде исто одреден вид на легитимитет дека тоа што го работам има смисла, не е банално. И потоа следеа многу брзо интервјуа со две исклучително важни личности во македонскиот ракомет. Тоа беше Кирил Лазаров
Значи пишано интервју со Кирил Лазаров, кој што после година или нешто две го подкрепивме со гостување. Исто маркантна фигура на македонски, на светски ракомет Кирил Лазаров, и другото интервју беше со Живко Мукаетов. Тогаш е актуелен председател на РФМ, човек кој што внесе многу промени во РФМ, кој што успеа да И го зацврсти ракометот како спорт број 1 во Македонија. Значи тие неколку луѓе, и мислам дека после тоа веќе немаше тема дали некој ќе сака да дојде или не. Затоа и тие што те одбиле се бројат на само една рака. На една рака, да. Бидејќи кога веќе Кирил Лазаров, Тимур Дибиров, Живко Мукаетов ќе размислам, гостуваат. Уште еден од тие што не одби, веќе вака во неврзан разговор. Да, значи вака беше мојот, се јас ќе ти кажам кој ќе дојам за што ќе збориме. Значи ќе останат само двајца. Не откриваш имења. Не, им оставам време нели да сватат дека треба. Виктор, после 4 сезони така од подкастот Само Ракомет има и своја веб страна кај што ги пишуваш своите коментари, своите мислења. Имаш и соработка исто со Горан Ѓоргоновски, кој беше мој гостин во овој подкаст. Дојде до идеја да организираш панел дискусија, која помина доста забележително кај ракометната јавност. На кратко малце само во воведот. Значи, на веб страната и Бице, која ќе се инспирира, знае да напише по некој текст, порано почесто сега, можеби поретко, со Ѓоргоновски направивме симбиоза, пошто јас кај него препознав истата онаа отприлика енергија и мисија која што имам јас, популаризација пред се на ракометот, нели, афирмација, и евентуално можност со некоја мудра идеја, мисла или некоја синтеза, нешто да, и со него исто долго време соработувавме, ни беше гостен, сме разговарале, сме пиеле кафења, сме разменувале идеи, јас му предложив неговата колумна Читај ракомет, која што излегува и во некој вестник во Нова Македонија, мислам, излегува, да му одделиме едно место кај нас и заедно да бидеме поинтересни, појаки, почитани, така да веќе и тоа функционира одлично. Шо беше вршен? Се шегувам. За панел дискусијата. Панелот е исто моја долгогодишна желба, значи пак е од таа инспирација дека стално чувствувам дека некои работи нити доволно се говорат, нити доволно се действува во тој правец. И бев инспириран од пред неколку години. Горан Стојков организира еден многу интересен Handball Global Summit, да не го сгрешам името. Имаше во Македонија, во Србија, знам дека сега нешто ќе има и на Блискиот Исток. Значи место каде што се собират, а исто така нешто слично организираше и Жика Богдановиќ, Балкан Handball, Handball Talks. Значи трибини, семинари, како да ги наречеме. Ова на Горан е повеќе семинар за обука на тренери и играчи, кај што познати врвни имиња зборуваат. И ја и Бица имавме прилика во Скопје во во Double 3 да присуствуваме на неколку такви предавања и тоа беше исто фантастично, таква прилика од Червар го слушавме, например. Се извинам. И Жика Богдановиќ, значи неговите Handball Talks. И така решивме да направиме еден исчекор. Значи почувствував дека можеби дојдено време кај што може да се охрабриме. Трибината или панелот помина фантастично. Имав трема као на факултет кога се запишував, значи не знам, сите и дома ми збореа, значи човек, што ти требаше ова толку трема ти се насобра. Дојдоа супер имиња и таму беше минимален број на луѓето кои што не прифатија или не можеа, пошто беше организирано во работен ден. Помина фантастично и еве сега можам слободно да кажам, веќе ја подготвуваме и втората панел дискусија на 2026. Ако е се во ред, Охрид ќе биде град домаќин. Сега полека јас
завршувам со сценариото. Ќе ги поканиме гостите и Кога да го очекуваме тоа? Во кој период од годината? Така, јануар, февруар. Февруар најверојатно ќе биде. Значи тоа е еден условно кажано така мал вакуум во ракометот после, нели, сега што имаме светско европско секој јануари има. После тоа извини. И малце ќе ја прошириме, сега беше во еден ден. Се надевам ова во Охрид го планираме да биде во 2 дена. Да пробаме да поканиме и повеќе гости да имаме. И така да прерасне као традиција. Уште со првото издание некако летвичката ни се позиционира високо. Точно, да. Имавме супер гости, супер дискусии. Не беше ништо од типот на браво, 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 него напротив имаше доста жолчни дискусии, министери, Така. министри. Министерката беше и за Министерката беше финансии. активна, луѓе Да. цел ден, значи секоја чест. Така да се надевам дека таа енергија од првата ќе ја пренесеме и на втората. Првава на некој начин беше и нели некој пробен балон. Да видиме како сето тоа функционира и се надевам ќе биде окей. Убаво го ја начна темата. Си го спомна Охрид. Охрид па последниве 2 години многу вложува во ракометот, веќе и претендира да освои некој шампионска титула. Те повика за да разговараме и да анализираме за да го анализираме што го завршеното ракометно првенство, кој беше доста интересно и одлучи еден надпревар за шампионската титула. Она што е доста интересно е што трите македонски најдобри клубови Вардар, Пелистер и Алкалит освоија по некоја титула. Алкалит беше шампион во ЕХФ купот, Вардар во купот, македонскиот куп и Пелистер во тоа последно коло. Среде Борис Трајковски, среде Јане Сандански ја зема шампионската титула и ја задржа во своите витрини. Виктор, како ќе го искоментираш вака грубо ова првенство? Едно од поинтересните, едно од поубавите, само да додадам дека Алкалит освои 2 трофеи, Суперкупот И Суперкупот на почетокот на го сезоната. собра, така да ако таму Борко им дели по трофеи и субвенции следната година, најверојатно најмногу ќе им даде. Значи, супер интересно. Ти велиш последниот надпревар, јас ќе кажам последните 2 минути го определија шампионот. Да. Значи, буквално секој љубител на спортот може да посака таква сезона, кај што гостува, не знам, Пелистер во Охрид, сите стрепат. Да. Битолчани дали ќе изгубат, Вардарци дај Боже да изгубат. Да. Значи, стварно со години не сме имале такво првенство. Последниве години знаеше некој да изненади од типот на Тиквеш или не знам кој, меѓутоа оваа сезона веќе толку беше... Па баш Вардар во последните 2 сезони се сопнуваше баш кај Тиквеш во Кавадарци. Тога ја губеше и титулата. Ова за секој вистински љубител на спорт, на ракомет е вистински расплет на едно првенство. Мене ми дојде на крај премногу. Пушти нека соза. Да се соземам. Ама тоа е убавината на спортот. Мислам дека сега е на потек РФМ. Има доста можности да се унапреди генерално спортот, генерално во Македонија, посебно ракометот. Што би рекол Ѓоргонот, веќе имаме производ, значи сериозна лига, сериозни клубови. Топката ја префрлам на РФМ, има ново раководство, свежо, млади. Треба да ги засукаат ракавите и да поработат на дополнителен развој во повеќе правци. Ако има време да зборуваме за Што значи тоа повеќе правци? Значи прво и клучно, а тоа беше и дел од темата и лајт мотивот на панелот е популаризацијата на ракометот. На панелот го крстивме ракометот спорт број 1 прашалник. Така. По некои резултати, по успеси е апсолутно спорт број 1. Меѓутоа, по инфраструктура е последен спорт. Значи ракометот е последен спорт по инфраструктура. Падел, тенисот има подобра инфраструктура од ракометот. Сега слушам има огромен проект за вклучување на текбал
Значи, верувам дека 90% од луѓето нити виделе, нити чуле што е текбал. Ја во моментов гарантирам дека текбал има подобра иднина во Македонија од ракометот. Спрема тоа како се поставуваат некои работи, а не знам, например, кој ги турка проекти. Од аспект на масовност, ракометот е убедливо на 4-то место. Значи, После фудбал, кошарка е. После фудбал, кошарка, одбојка, пливање, карате, ќе испадне може и полошо пласиран. Значи, инфраструктура, масовност, од аспект на вложувања на државата, не можам да кажам дека е заборавен. Има, нели, и претходно со тој ваучер систем, и сега со субвенциите од новата влада, значи тука не е заборавен, меѓутоа овие клучни сегменти, значи на инфраструктура, на масовност и на маркетинг промоција. Еве, јас се занимавав сега со таа тема. Значи, претходниот викенд беше Final Four во Охрид. Така. Охрид, прекрасен град, прекрасно место. Прекрасно време се Времето се погоди. Охрид трчат манифестации, десетици илјади луѓе, ма повеќе од десетици, 20-30 илјади луѓе имаше во Охрид. Едно знаменце, едно флаерче, едно банерче немаше што ќе обележи дека тој викенд во тој наш македонски бисер, балкански, светски бисер се одржува врвна манифестација на спортот број 1 Така. во Република Македонија. Значи, тоа се тие некои три клучни сегменти за кои што јас патам и се обидувам на сите начини во било која средба, со било кој ракометен и неракометен фактор да действувам, да се размислува во тој правец. Тоа не станува збор дека ние немаме идеи, имаме, дека немаме луѓе, имаме, или дека за тоа треба не знам какви средства и пари. Така. Не. Ако ги видиме дека големиве клубови сите се над милион евра буџет, така, 3, 4, 5, дека маливе сите под 400, 500, 600 илјади евра веќе имаат, дека федерацијата има одличен буџет, така, што од партнери, што од спонзори, што од државата. Так. Значи, тука не станува збор дека нема кој и како, него дека треба само да кажеме, окей, ракометот го донесовме до ова ниво, тоа е супер, успеваме да го одржиме, сега е време да одиме Напред. ама сериозен е нишчекор напред, а за тоа има простор, има многу луѓе кои што би се вклучиле со своји идеи, со своја енергија и тогаш, ако така функционираме и ако имаме на 8 годишна возраст 10.000 дечиња низ Македонија кои што ќе ги анимираме и ако на секој чекор имаме еве како овој разговори, трибини, дискусии, предавања, кампови за ракомет и тогаш може за 10 години да зборуваме на ваков подкаст и да викаме дека на следново светско првенство Македонија е легитимен кандидат за медала. Виктор, ја спомна инфраструктурата, ја тука би си дал за слобода да искоментирам. Жално што Вардар има добиене на таква сала, а тренира во неатрактивни термини. Жално е што толку вложување има Пелистер, а што салата Боро Журлевски е само нашминкана и едва и добива одобрение за играње на европски надпреварувања и не можам да искоментирам за околу зашто таа сала е ставена баш на служба на производство на нови ракометари. Жално е што не се вложува во инфраструктурата кај нас. И па еве, на кратко да ги искоментираме. Вардар е подстанар, во условно кажано салата која што беше правена за него. Така. Значи тука веќе имаме абсурд. Среќа еве пак сега нешто иницијатива, Расадник се реновира да добие дом. Значи Вардар нема свој дом. Таа сала ја стопанисува Македонски олимписки комитет. Ама тука е голем е проблемот за Вардар, затоа што Вардар нема свое седиште и тоа е лошо за младинските категории. Така. Тоа е лошо за младинските категории, нема свое седиште и Кираџи во секоја сала. Јас ќе ти кажам дека добар дел од дечиња што сакаат, што размислуваат да почнат со ракомет и сега еве Вардар, така, во Скопје, пример, Вардар.
И сега татково го носи Малиов на тренинг. И тие му кажа, ама не, ние не тренираме тука, ние тренираме во Круме Кепевски. Да. Што е тоа Круме Кепевски? Каде е тума? И веќе приказната се разводнува. Така. Разбираш? Значи Вардар мора да има свој дом, мора да има 5 генерации на дечиња, помлади пионери, кадети, помлади кадети, младинци, што се не, така? Да. За да имаме ние тоа што го сакаме од спортот, нели? Вардар моментов има една селекција пионери, една селекција кадети која што му е импровизирана со помош на РК Рисови и толку. Двократниот, што вика Ѓорган, Да. двократниот не може да се потпре на свој погон. Така. Пелистер истата приказна. Со години му ветуваа проект за нова сала, нова сала. Луѓево си спотепаа да играат тука, да им дозволат. Нова сала ќе ви градиме, нова сала ќе ви градиме, нова сала ќе ви градиме, нова сала ќе ви градиме. Значи, Ќе. веќе не ни зборуваат битолчани за новата сала. Веќе им е така. Пак зборуваме за Ракомет според број 1, за клуб кој што, дај Боже, трета година поред ќе игра Лига на шампиони. Да. Ќе аплицира за Wildcard Така. ако веќе игра Лига шампиони. Значи- Да. Жално е да се доведе во прашање играњето на Пелистер, Лига шампиони поради немање сала, кој е абсурдно да игра Пелистер Лига на шампиони во Скопје. Жално е. Не, интересно ќе биде, не викам. Интересно ќе биде, ама абсурдно е. Двата најголеми клуба наши, нели, ракометни, немаат свој дом. Пелистер има сала за тренирање, пошто е, нели, општински клуб, меѓутоа не е тоа домот на Пелистер, канцелариите му се во касарната, така? Вардар исто. Го спомена и маркетингот. Македонија, односно македонските најголеми клуби во тоа време, Металург и Вардар има страшен маркетинг. Металург се сеќавам кога играше кога беше Лино Червера тренер на Металург, немаше игла кај да падне во Борис Треговски. Маркетингот беше на ниво и буквално беше се молеше да се добие некоја карта. Се му се наежува косата на Ѓоргоновски. Да. А Вардар исто така немаше проблем со продавање на карти тогаш. Немаше проблем со продавање карти, организираше своји емисии, своји студија, формира и двата клуба имаа своји мини лиги, привлекуваа стотици деца. Тоа е тој модел што треба да се пренесе на цела Суперлига. Така. Значи тоа е тој модел, тоа не треба многу пари, само треба страст и волја на раководствата на клубовите да ангажираат 20-тројца луѓе, тоа не се многу пари на тие милионски буџети, уште 20-тројца да вработиш, бенефитот ќе биде голем и за клубовите и за Македонија. Така. Ете, ќе се навратиме на Охрид. Од таму тргнавме. На Охрид, да, може да се навратиме на Охрид. така. Последниве 2 години така, последниве 2 години многу вложуваат во ракометот, имаат може респектабилен буџет со можеби слободно да кажам и милионски буџет годишен. Некако не испорачуваат резултат според условите, но од следната година ќе дувнат некои нови ветришта во самиот состав на ваква, ќе има некоја реконструкција во тимот. За предикциите следната сезона ќе направиме овет. Како го видите Охрид оваа сезона? Јас ќе застанам во одбрана на Охрид. Аха. Значи Охрид, јас имам една теза, не сум ја кажал, но ќе кажам, благодарение на лошите состојби во Струга, Охрид дојде во ситуација да може да направи сериозен прво клуб, второ турнир и трето да има сериозни амбиции. Мене Струга ми е слабост на тема ракомет, и можеби затоа сум и најжесток критичар и на турнирот во Струга и уопшто генерално на состојбите. Таму можеби треба да се направи некаков преседан, односно бидејќи општината е фашистички настроена кон клубот и воопшто не го есапи за жив, а тој град, не само клубот, него тој град
еден непресушен извор на ракометни таленти. Мислам дека тука треба да се направи преседан и државата, не општината, државата да го заштити, да му направи сала и да му одреди годишен буџет од колку што ќе им треба. Жално е што РК Струга во втора полусезона поради немањето на сала своите домашни надпревари ги играше буквално на гости. Не е жално, тоа е трагедија, Стефан. Тоа е трагедија и тоа треба сериозно, еве, и оваа прилика ја користам, а ќе имам средба и со некои интересни луѓе сега во наредниот период од ракомет и ќе им го предложам тоа. Значи мора да се направи таков преседан, тој клуб и тој град да се заштитат од тоа што им се случува таму од структурите, затоа што Струга е феномен. Што се случува таму, не знам, меѓутоа е феномен. Има секоја генерација деца, таленти, и момчиња и девојчиња. Па на секој младински Final Four стигнува до Final Four, уствари до разигрувањето за медаља, а се стигнати во сениорскиот во првата машка лига да играат бараш за опстан. Така, денеска играат. Сега во наводници благодарение на тие состојби на Охрид му се отворија картите. Да. И благодарение на јас во неколку наврати сум кажал дека ама не само јас, и други луѓе го имаат исто констатирано тоа, дека во Македонија ракометот е на ова ниво како што е благодарение на десетина ентузијасти, луѓе, страствени влюбеници во ракометот. Таква е ситуацијата со Трифун Костовски, таква е ситуацијата со Минчо Јорданов, таква е ситуацијата со Михајловски во Вардар, таква е ситуацијата со Стериеви, односно Мицевски претходно во Битола, значи благодарение на тие страствени љубители на ракометот, а за среќа па во ракометот не треба милиарди како во фудбалот. Ние го имаме тоа и сега таков еден човек се појавува во Охрид и во Кавадарци. Тоа се луѓе кои што имаат огромна љубов кон ракометот, кон спортот, се наоѓаат во одреден момент на позиција и таа позиција ја користат за да помогнат, и тоа е Ѓоргонот тоа го кажал, тие луѓе треба со закон да се заштитат. Затоа што тој градоначалник на Охрид може да спонзорира, ако сака, 10 вински фестивали во Охрид, оно одлучува да спонзорира клуб. Исто и во Кавадарци. Винофест на пролет, младо вино, зелено вино, вакво вино, така? Тие одлучуваат да финансираат во спортот и секоја чест за тие луѓе. Сите што и малку прателе ракомет знаат, не само ракомет, било кој спорт, дека успех не доаѓа преку ноќ. Ниту Металург, ниту Кометал, ниту Вардар, ниту Пелистар, ниту никој не дошол преку ноќ, значи потребни се години да се создаде таа некоја хомогена структура во самиот клуб, во логистика, да се најдат клучни играчи, да се најде Столе Стоилов, да се најде Наумче Мојсовски, Миркуловски, да се најде Фитилјот, нели? Во клубовите Индира Кастратовиќ. Потребно е, значи за се е потребно време. За се е потребно време. Во спортот тоа време е исклучително скапо и исклучително некогаш неценето. Сведоци сме дека Пари Сен-Жермен не може во ракомет да освои титула. Оно што вреди да напоменеме дека ти ако не пружаше некои резултати во синирската екипа, но сепак ја направија базата во младинските категории. Охрид, ако не се лажам, стана и кадетски шампион на Македонија или пионерски. Така, пионерски сигурно, кадетски и младенски не знам до кај се, ама тоа доволно говори дека од нигде никаде наеднаш Охрид е пионерски шампион на Македонија, значи тоа говори дека тоа што клубот и градот го прават таму, дека веќе дава резултати. Ние имаме веќе неколку охриѓани млади кои што влегуваат во репрезентација, его последен е Ивановски. Таму има уште еден Ивановски, сега го враќаат Волколојт, охриѓанец исто. Значи секоја чест охридската публика и македонската јавност само треба да биде трпелива и на тие луѓе сега и вака треба да размислуваме. Значи тие луѓе никогаш не се занимавале со врвен ракомет. Значи треба време и тие да го научат, и тие да ги направат грешките.
А кога ќе видиме дека во неколку надпревари Охрид на 2-3 гола разлика од Вардар и од Пелестар, кои што се клубови со 20, 30, 40 години традиција, кои што поминале сито и решето, значи супер резултати има. Така. Супер резултати има. Значи треба време за тој клуб да се хомогенизира и да дојдат резултатите. Ги начнавме овие клубови што играа плейоф. Ете, ајде да на збор 2 за Тиквеш го супнуваше Вардар до титулата во претходните 2 сезони. Оваа сезона одигра буквално според своите можности, би рекол. Фати плейоф, завршија пети на табелата. Пред Бутел веројатно го брка баш и тоа пето место. Заедно со Бутел беа подобри. Како го видите и Тиквеш ова сезона? Тиквеш е малку падни стани реално. Да. Промени на тренери, некои повредени клучни играчи. Меѓутоа тоа е таа иста приказна како Охрид, не толку амбициозна. Мора да преживее, мора и они да ги проголтаат кнедлите. Нив тешко им падна таа елиминација од тие грците, тоа го знам. Да. Значи мора да разберат дека низ поразите и низ неуспесите ќе го поплачуваат патот до успехот. И тоа треба да важи за сите. И јас сум свесен дека нашата навивачка јавност е страшно нетрпелива. Меѓутоа, еве, малце провардарски сега ќе звучам. Публиката на Вардар, низ сите оние години на успеси и на падот, се исчеличи и повлече една линија. Ние сме тука да го поддржиме клубот. И во победа, и во пораз. Доека кај другите навивачки групи и градови, тука малце е поекстремно. Пелестер губи куп, навивачиве ќе ги линчуваат играчите. Не, дајте им поддршка затоа што за една недела еве ви донесоа титула. Значи тука треба градовите, навивачите, навивачките групи, клубовите да работат на таа култура на поддршка. Значи Тиквеш изгубил. Следната година ќе биде подобар. Мораме да му дадеме поддршка. Пелестер изгубил. Ќе биде подобар во следниот надпревар. И се виде. Така. Мораме да му дадеме поддршка. Значи тука треба, ама и тоа е пак дел од маркетингот и од промоцијата. Значи ние треба да промовираме здрави клубови, здрави вредности, независно од резултатот. Не е лесно. Она што е поразлично од Кавадраци, кога споредбено со Охрид, што Кавадраци сепак има, во Кавадраци се игра и врвна кошарка, тука е сепак и Еро Никол и тука се поделени децата меѓу занимавање со ракомет и кошарка. Не е едноставно. А тука така. и сепак и фудбалски клуб Тиквеш кој е стабилен провалиш. И да не забораваме дека они сите супер се снаоѓаат у производството на вино и ракија. Така. Така треба да ги изложиш ти, најважното да ги изложиш, да ги тргнеш од трпеза тие хедонисти да трчат таму и да се мачат. А она што во некои неврзани разговори онака спонтани со ракометни спортски ракометни работници, вела дека странците не сака да си одат од Кавадраци. Веро. И со завршување на сезоната. Да. Ние имаме генерално еден проблем дека прво треба да ги убедиме тие странци дека Македонија е добра дестинација за нив. Да. Значи факт е тоа, гледаат со нас од една повисока позиција со благо понижување, па Балкан, па несредено. Добар дел од тие нивни стравови се и оправдани. Да. Ние сме една прљава земја, една недисциплинирана, сите поминуваме на црвено, сите поминуваме кај што сакаме на улица, така да тоа едно лудило, дивило тука на Балканот е голема пречка. Сега па замка е кога некој ќе дојде. Замка е баш Тогаш кога ќе не запознае малце повнатре нас македонците какви луѓе сме, каква храна имаме, како ги пречекуваме, каква страст имаме и каква жар, тогаш тешко е да си одат. Тука пак и со странците исто имаме една вечна дилема. Постојано ние проформа ставот е ама да бидат тие квалитетни странци. Што ќе дошле репрезентативци и да донесат некако искуство и бенефит. И меѓутоа пак клубовите за некој побрз резултат пак посегнуваат по нешто второкласно, третокласно, па после сите се нешто разочарани, очекувањата неисполнети,
и затоа тука пак кога ќе се вратиме наназад на оние три основни чекори, нас ни треба еден национален македонски ракометен консензус дека ние треба да вложиме сите заедно во создавање на македонски играчи. Тоа ќе не чини поевтино, а на долги стази ќе ни донесе многу поголем бенефит. Да, дај Боже да можеме да донесеме играчи како Штербек, како Канјелас, како Чупич, како Дибиров, како сега поназад да се враќаме, да овие ми се вака најсвежи, нели? Да, па тоа што го велиш, се навраќаме пак на инфраструктурата, така да. Така да за Македонија генерално и за клубовите генерално подобро и за државата, за Министерството за спорт, подобро е ние да вложиме, да бидеме трпеливи 2, 3, 4, 5 години, можеби ајде нема толку да имаме големи очекувања, да вложиме во инфраструктура, да им дадеме услови и на помалите клубови, да не ни се откажуваат, како е пред некој ден РК аеродром ни згаснува, не знам, Борец кој се повлече, значи да не дозволиме да се случува такво нешто, некои инкубатори да ни згаснат, па да мора да купуваме ние второразредни играчи од било која земја, небитно од која, второкласни. Зборуваме за РК аеродром кој што ги произведе на некој начин и Марко и Дамјан Митев. Низ РК аеродром во одредени етапи од нивниот ракометен развој поминале без малку 15 до 20 актуелни и поранешни репсантивци. Тука јас имам една страшна голема грудка и една голема болка. И отворено тоа го кажувам. Општина аеродром финансира со години околу 400.000 евра во МЗТ, годинава наводно околу 200.000 евра. МЗТ е наш аеродромски клуб, сите го сакаме и ги памтиме деновите кога тука паѓаше и Реал Мадрид. Значи нема аеродромец кој што ќе се откаже од МЗТ. Меѓутоа не сме да има аеродромец кој што ќе ги истури илјадниците евра во МЗТ, за тоа ќе добие 40 гледачи во финалната серија со ТФТ. Така. И ниту еден произведен македонски репсантивец. Да, искоментира баш на социјалните мрежи за тој момент. А на РК аеродром ќе му пружи нула финансиска помош, тапшање по рамето, сликање пред избори и ќе го доведеме во ситуација да стави клуч на врата затоа што не може да ги сервисира трошоците кон салата. Сите викаат дека е на Сандански е сала во аеродром, имате сала? Да. Јане Сандански не е сала на аеродром. Така да тука е тој момент на не смее да се дозволи тоа да се случува. Така. РК Бутел шестината била во ова македонска ракометна лига. Бутел со години е стабилен суперлигаш. Од самото влегување уште во венната сезона и реактивирање на клубот влегува во Суперлигата и од тогаш се буквално стабилни суперлигаши. Секојаш, ако не се лажам, и влегуваат во плей-оф во разигрувањето. Ова година ја сменија малку стратегијата, начело со Горан Кузмановски донесоа млади играчи, оние кои веројатно беа отпишани од РК Алкалоид, браќата Узунче и Тео Тодески, со еден, тоа што многу ми се допадна е со еден интернационалец Хрват пивот, со доста млада екипа, покренати со Ѓоргиевски, искусните Ѓоргиевски, Блажевски на голот, Аце Стојановски на голот, има сепак солидна сезона, се бореа за тој влез во плей-офот со прилепи со пролет, но успеа да влезат во плей-офот и за нив успешна сезона би рекол. Апсолутно. Јас тука ќе направам една паралела со Тинекс Пролет. Значи тие ми се два клуба идентични. Еталон за голема сериозна компанија, Тинекс и Фабрика Карпош, односно Градежен институт, кај што раководството на тие компании пандан на ова што го прават градоначалниците, одлучуваат дека еден дел од своите пари ќе ги вложат во спорт. Фантастично е тоа што тие постојат. Тинекс Пролет што ја продолжува традицијата на Пролет кој што порано бил синоним за ракомет во Скопје и во Македонија. И Бутел кој што преродил екипа која што порано постоела и
нивниот фокус и нивната отвореност за да може да примат се она што е на граница во поголемите клубови, да му дадат шанса и нивниот придонес, јас пак исто не би го гледал низ призмата на позиција на табелата, дали завршиле 4, 5, 6, 7 или 8, него низ призмата колку се тие битни за македонскиот ракомет, а се исклучително битни, затоа што во тие клубови играат децата за кои што ние ќе навиваме во наредните години. Вчера имав среќа и привилегија да гледам еден тренинг на младинската репрезентација, која што се подготвува за светското првенство во Полска. Тренираат во Маврово. Таму имаше деца од Бутел, деца од Пролет, деца од дете од Вардар, од Пелистер. Значи, по дефолт од Алкалоид, нели? По дефолт од големите клубови треба да има таленти, ама ова што тие го прават и што им даваат шанса и минутажа на тие деца е од исклучително значење за македонскиот ракомет. И пак ќе повторам, значи воопшто не ми е битно на кое место се, битно ми е да се во Суперлига, да не ни испаднат, нели, да не се промени нешто. Имаат македонски тренери, македонски стручен штаб, имаат подмладок и Пролет и Бутел, имаат пионерчиња, кадетчиња. Тука се во Скопје, опција се за секое дете кое што можеби на 5-16 години не е некој талент, ама е упорно. И исклучително важно е тие два клуба да постојат. А ќе ти кажам интересно за Бутел, нели Александар Стефанов, председателот и е новиот. Да. Ја му викам на Александар, ама мораш да ми ветеш дека нема да се сменат амбициите да станеш шампион. Да не се вмеша во. Не. Толку ни е буџетот, не ангажираме странци, вложуваме во нашите деца, одлична соработка имаат со општината, со салата. Значи тоа е еден модел како треба да изгледаат клубовите од, да го наречам условно кажано, тој вториот ешалон. Значи одлична соработка со бизнисот, одлична соработка со локалната самоуправа, отворени вратите за млади играчи, за млади македонски тренери и погледот на големиве секогаш е свртен кон нив, да видат што може од таму нешто да се украде. Ете го имаме моментот кога Вардар го краде десниот бек на Реко Бутел за следната сезона, Филип Николов преминува во Вардар. А тоа што го спомена, голем дел од младинските репрезентации на Македонија играчите доаѓаат од Бутел, Михајлевич, Узунчеви, да. Од Пролет доаѓа Томи Димковски, доаѓа капитенот Андре Стојановски, доаѓа пивотот Глигоров, така? Да. Така да тоа е тоа. И сега ние кога ги гледаме тие наши деца, ево вие изминати 3-4 години како ја победуваат Франција на европско првенство, и ако ај само малце да загребеме зошто Македонија ја победи Франција на европско првенство, нели? Така. Во младински категории, не во сениорски, тоа е се уште научна фантазија, затоа што тие деца играат Суперлига. Така. Втора, трета година веќе поред. И затоа сега кога ќе отидат во Полска, кога ќе го вклучиме тоа стримингот таму и ХФТВ кај ќе ли ги гледаме, нема да трепериме затоа што знаеме дека барем ќе изгинат. Па ако изгубат здравје. Виктор, би ги споменал екипиве од плей-аутот, а најмногу Велес. Велес направи веројатно најголема кардинална грешка во последниве години, па би рекол слободно последниве 10 години е на некоја граница на изумирање ракометно. На пресвртница. Така, влегува во Суперлигата, но веројатно ради чиста аматеризам беа дисквалификувани поради неносење на играчи, доволен број на играчи на Куп Натурал. Значи, таа приказна ни се провлекува сезони наназад. Значи, клубовите и водачите, тренерите или управата се амбициозни, сакаат да влезат во Суперлигата, меѓутоа буџетот не е направен. Иста епизода имавме и со РК Аеродром, значи изгина, се изборија за Суперлига, влегоа, не можеа да доиграт, се откажа. За тој тип на екипи, па јас исто таму имаме една друга
желба на пример, а тоа е промена на форматот на надпреварување. Сега имаме Суперлига и Прва лига. И при тоа имаме добар дел од надпревари без никакво резултатско значење. Мојата желба е, а така некогаш беше, да имаме 3 ранга на надпреварување. Значи да имаме Суперлига, Прва лига, Втора лига и без малку секој надпревар да има резултатско значење. Да немаме надпревари во кои што имаме 10, 15, 20 разлика, Така. победа пораз, него да имаме многу поизедначено, да имаме предуслови. Значи Суперлига сите се акционерски друштва. И на некој начин горе-доле тука работата е појасна. Надоле не мора да бидат акционерски друштва, што е од една страна олеснителна околност, а од друга страна е стапица, во која што клубовите како Борец и РК Аеродром влетаа, или што викаат србине грлом у јагоде. Да. Тука најверојатно на потек треба да биде РФМ и Министерството за спорт, за да тие секогаш изговорат дека тешко се доаѓа до пари и до спонзори, ама уште потешко е кога гледаме дека на полусезона клубовите се распаѓаат. Да, и веќе регуларноста на првенството се доведува во прашање, така. Значи, можеби сите ние во еден период од постоењето, еве и на Македонија генерално треба стиснеме заби и да запалиме нешто, да изгориме, да изгоре, за да после ни никне. Така и ова. Ако клубовите во август немаат, ама вистински регистрирано 40 или 50 ракометари колку се потребни, а знаеме дека немаат. Да. Ако клубот во август или во септември нема обезбедено 20, 50, 100.000 евра, 200 колку ли му требаат, значи не може да се надпреварува. Или ќе оди едноставно во рангот подоле, каде што тоа не му е толку битно. Така да тоа се можеби некои вака по стратешки потези кои што треба да се направат, кои што можеби ќе бидат болни, меѓутоа ќе ни осигураат постабилна и поизвестна иднина во годините што следат. Одлично отвори уште едно прашање, а тоа е дека за системот на надпреварување. Гледаме дека во последните неколку години, во последните неколку сезони, екипите кои што имаат само желба за опстанок доведуваат за силување на полусезона. Така беше и случајот со РК Радовиш кој опстои, а беа последни после првата полусезона. Така. И опстои во Суперлигашкото друштво. Тоа е таа тема. Мислам дека е потребно, дека е дојдено време да се направи таа ревизија. Сите сме сведоци дека плей-офов имаше во секое коло барем 2 дербија. Да. Нели? Да. Значи ги имавме Пелистер, Вардар од пред некоја година и Алкалуит, ги добиваме Охрид и Тиквеш, Тинекс и Бутел се тука нон-стоп на секого да му претат. Значи кога ние всушност од тој првиот дел ќе направиме повторно да биде плей-оф, да имаме условно кажано 2 плей-офа и кај што ти ќе имаш надпревар, кај што нема да можеш да одиш со кадети, а сега имавме ситуација кај што екипи одеа со кадети или со младенци. Охрид гостуваше на Алкалуит со кадети. Значи тука малце се губи кредибилитетот на условно кажано најдобрата ракометна лига на Балканот и поширока. Затоа мислам дека се потребни тие некои промени, да можеби некој ќе изгуби, меѓутоа ќе знае кај му е местото, а ќе ни обезбеди нас поквалитетен производ како македонска ракометна лига. Златната тројка остае за крај, не останува уште Прилеп и Куманово да ги скоментираме. Прилеп и Куманово се слабост ми се двата града. Да, идентични некако на идентичен начин функционираат, зад Прилеп е веќе приватна компанија, стабилен суперлигаш, веројатно немаат амбиции за нешто повеќе, но играчите се задоволни. Играчите се задоволни, имаме деца од Прилеп кои што ги купува големата тројка, четврка, тоа е за мене тоа. Значи тој клуб мора да постои, има традиција, мислам дека дури има освоено и куп тутунски во времето. Значи
треба да мора да постои. А мора проблем да во Прилеп е, се надевам ќе се реши за брзо инфраструктурата, има Така. 2 затворени сали Сали. под клуч кои Ете, да. новото министерство И во спрега со она што зборуваме цело време, значи со популаризација, со масовноста, со маркетингот, значи поголем број на деца да се одлучат да влезат во сала, да ги гледаат своите херои, да гледаат дека од Прилеп може да потпишеш договор за Алкалуид, Вардар или Трајковски потпиша левото крило. Пелестар, значи за- тоа е тоа. за Алкалуид. Куманово е слична таква приказна, во Куманово има Алкалуид пушти некои своји таленти, Давид Димевски таму игра член на репрезентација на Македонија. Куманово има една таква енергија, таа публика, тие луѓе таму мора да постојат и не ми е битно кое место се на табелата. Мора да постојат. И супер функционираат младинските категории, начело на младинските категории го ставија Аце Станковски, легендарниот. Гениално. Така. И Така да, одлично тоа функционираат е сега и супер. со отворањето на градската сала, Колку екипи изброевме? 10? Да, но 9 и сега остануваат задната тројка, реков, да. Ерофарм, Пелистер, Вардар и Алкалуид. Хајде, од кај ќе По кој почнам? redослед? Алкалуид. Ајде Алкалуид. Алкалуид како трети, па ќе идеме до... Алкалуид како еталон, како би требало да изгледа еден современ клуб, со фантастичен спонзор за себе. Да. Сведоци сме дека најголемите спортски колективи во светот имаат фантастични спонзори за себе. Јас сум огромен фан на НФЛ. Таму без пари нема музика. Значи тој е еталон како треба да изгледа еден модерен клуб. Сите ние жалиме што во еден период, а чаршијата шпекулираше дека постои можност Алкалуид да ги преземе или Вардар или Металург, па да биде синтезата уште посилна и посериозна и фантастичниот спонзор да купи, да наследи и да надогради дух и минато. Меѓутоа тоа не се случи и можеби и подобро на крајот на краиштата, овие да ни останат, а да имаме уште еден. Во фантастично брз период покажаа дека со доволно пари, не со милиарди, со доволно пари, со доволно добро менаџирање пренесено од нивниот корпоративен свет во спортскиот свет, со некоја помала или ситна грешка, што е нормално и мора, значи едно е да произведуваш ти Кафетин и Аналгин, друго е да произведуваш Марко Митев и Дамјан Митев. Нормално дека треба и нив да им дадеме време да си ги прележат детските болести. На сите нас ни покажаа дека можеби она постојано што го имавме во себе, дека ние тука македонците сме македонче, дека можеби не сме заврвни дострели, дека можеби немаме доволно антропологија, менталитет, талент, луцидност. Па после Вардар не верувавме дека ќе имаме некаков успех во европските успех, така? да. Значи тоа што го прави Алкалуид и покрај, ќе кажам, некои ситни грешки или несреќни околности што им се случуваат, исто треба да биде еден еталон и да охрабри уште во Македонија има моќни компании. Така. Има и државни моќни компании кои што треба да се размислат зашто се расфрлаат пари на така навака. Во Алкалуид знаеме дека постојат две линии, Алкалуид и Мултиесенс. Прв тим, младинци, кадети, пионери, сега следнава година помлади пионери. Значи тоа се стотина млади луѓе кои што се во сала, кои што се учат на вистински вредности, се учат на спорт, се учат на што значи патриотизам, им се поставуваат цели, репрезентација, Налик на тоа што беше Металург. Налик на тоа што беше Металург. Од мене има огромна поддршка Алкалуид. На вистински пат се. Веќе почнаат витрината да е полна со трофеи. Овој последниот на некој начин и фасцинантен. Сите ние бевме радосни и
Одлично ја прифативме веста дека годинава нема да се амбицираат во Евролигата, него ќе дојдат во Еврокупот и сите некако онака на крај вака некако ни беше може и до финале да стигнат тука, нели? Ги гледаме клубовиве. Лепдеше тоа. Така некако, нели? Ама пак како што се проретчија кога стана не знам Олимпијакос, овој оној Рунар, нешто и гледаш ова и нема да биде така лесно. Така да тој нивни успех е фантастичен. Штета што поради ова е мој став, поради политика што ја води така наречената таа сосед, тој не е сосед нас таму на југот Грција, што ја води спрема нас, не успеавме да се израдуваме на трибини, на терен и на плоштад, него мораше да биде на тој начин добиена таа титула и некако не ја доживеавме сите. Кога стигна информациите, као ни падна камен од срце, ама не се израдувавме како што треба. Така да за Алкалуид се најдобро. Би споменал дека тоа што е доста интересно со самото појавување на Алкалуид и кога почнува со тие високи амбиции стана трн во око и беше онака најомразен клуб, но од друга страна тоа не се осети оваа сезона, веќе Алкалуид полека ги добива симпатиите. Ги добива симпатиите. Кире еднаш во некоја изјава кажа нас ни треба еден исчекор и еден скалп сериозен и веќе следниот надпревар ќе наполниме салата и тоа така беше, значи по победата среде Атина, таа една демонстрација на сила врз таа легија на странци таму во АЕК. Преплет беше да се дојде до карта. Така да супер се. Сега е многу интересно што ќе се одлучат за следната сезона. Не знам дали оваа титула по автоматизам ги носи во Евролигата. Не сум запознат. Да. И плюс тие во секој момент може да го сменат правилото, нели? Не знам дали ќе се амбицираат да ја одбранат титулата или да отидат еден чекор погоре. Одбраната на титулата пак им гарантира некои 5-16 надпревари, така? 7-8 кола беше до... Да, 7 кола. 7 кола, 14. 14-16 надпревари. Доека евентуалниот пласман во Евролига им гарантира само 6 надпревари. Така да тоа најверојатно они таму ќе измерат. Ја искрено би сакал да ги видам пак еден чекор погоре. Лига Европа би се фокусирале прва полусезона на Лига Европа, втора полусезона на првенство. Не изоставуваме дека ќе продолжат во Лига Европа, нормално. Според засилувањата гледаме дека остануваат доследни на својот концепт. Значи од 7 засилувања 6 се македонски играчи, млади играчи, репрезентативци или потенцијални репрезентативци. Знаеме дека Кире кој ќе пикира и кој ќе му фати око, додека е барем селектор, му е подотворена вратата да го види и во селекцијата на Македонија. Сигурно тоа ги привлекува играчите. Покрај оваа стабилност што ја нуди како Алкалуид, како колектив, не само како клуб. Мене ме изненади ангажманот на Борзаш. Ама нешто видел Лазаров. Нешто видел, ќе видиме дали ќе го видиме во некоја... Иако имаше бледо издание во Пелистер, слободно можам да кажам. Да, меѓутоа последниве надпревари, поготово ова со Вардар, беше еден од поистакнатите. Играше човекот и одбрана, распали неколку шутеви, сепак е тој српски репрезентативец, значи не е било кој играч. Така да можеби Киро ќе му даде вистинско место. Така. Ќе почнеме со Вардар или со Ерофарм? Ај, Вардар на крај. Вардар на крај. За Пелистер словам. Пелистер се мачи со многу неракометни прашања и тоа не е само моја констатација, него и констатација и со многу луѓе со кои што сум разговарал од Пелистер, почнувајќи од некои банални теми, мислам, инфраструктурна поврзаност, немање градинка, основно училиште на англиски јазик. Затоа и бегат странците, Така, значи, они дури знам дека Еврофарм направи некоја мини градинка интернационална за да може да има возможност на тие странски играчи да дојдат со семејствата. Значи, се мачат со многу неракометни прашања поради тоа што Битола со години можеби не се развивала како што треба, државата не и посветувала внимание.
може би сами битолчани со една своја одредена горделивост, Да. викале па не ни требате вие, ние сами можеме, значи има такви некои теми, темата со салата, со инфраструктурата, една многу интересна тема што ја кажа Стефче Стефановски на панел дискусијата, дури трагикомична, нема деца Битола. Значи трендот на иселување, трендот на одење по Австралија и по бел свет, трендот на доаѓање во Скопје поради повеќе можности, значи создава Битола е град со 20-30 илјади изгубени луѓе во изминативе 10-15 години. Значи, тотално неракометна тема. Тотално неракометна тема. И на тоа се надоврзува, она преска што го зборев исто и за Охрид, треба време. Треба време и треба трпение. Битолската јавност, битолската навивачка публика е страшно нестрплива. Страшно нестрплива. Значи, може би е во права. Може би е во права. Меѓутоа, тоа создава сериозен притисок на клубот. Значи, во Скопје, не знам, директорот на Вардар нит го видел некој, нит ќе го сретне, нит ништо. Во Битола тука се, кафе пијат, Така. притисокот е мултиплициран врз играчи, врз раководство. И јас го чувствувам како тоа е како еден терет за клубот. Сум присуствувал на многу надпревари кај што Пелистер во Сеха или во Лига на шампиони губи од Пик Сегет, од Берлин, губи од веле сили ракометни. Публиката е нестрплива. Одма бара отказ, одма бесилка, одма линчување. Значи, таму тие неракометни прашања кога би се одгатнале, мислам дека ситуацијата ќе биде многу постабилна, многу полес. Значи, прашање беше дали ќе ја продолжат ракометната платформа помеѓу општината и Евроформ. Так. Висеше во воздух. Така, па тие брзоплети, за мене брзоплети, промени на тренери. Да. Не се дава шанса. Тие го еве мене Бранче ми е другар. Тие го променија Бранче, го донесоа Алонсо. Алонсо 2 минути му висеше животот на конец. Губењето на купот во Охрид и евентуалното губење на титула, тој немаше да се врати вечерта во Битола, него авиони дома, така. Значи, сакам да кажам дека таа промена на Бранче или претходно ако се вратиме назад Данецот или кој им беше тренер, може би се малку брзоплети, затоа што амбиентот во Битола и притисокот од јавноста влијаат на сето тоа, да не може да се донесе некоја одлука со ладна глава. 2 шута беа во прашање, дали ќе остане Алонсо тренер на Пелистер или не. Вардар промаши пенал, Пелистер даде гол, Алонсо остана тренер. Да се случаја обратно, Вардар да даеше пенал, Пелистер да промашеше, Алонсо немаше да остане тренер. Немаше да остане тренер. Така да мој став е дека точно неистрплива е публиката во Битола. Пелистер направи еден вистински потек со доведувањето на Никола Митревски и со Филип Кузмановски. Апсолутно. Од гледна точка како македонски битолски играчи кои што го чувствуваат тимот за да ја пренесе таа енергија на другите странски играчи и беше забележливо со доведувањето на Митревски и на Кузмановски се виде таа подобра игра на странските играчи. Така. Значи и за тоа претходно малку спомнавме, значи на секој тим, на секој клуб му треба идентитет. Еве и на вас, на Слободен печат ви треба идентитет. Ако го немате тој идентитет, каков медиум сте, какви ставови имате, како информирате, со што се занимавате, промашена е приказната. Така и на клубот му треба идентитет, му треба јадро, му треба душа, за да може да биде цврст, стабилен и да гази напред. Со доведувањето на тие 2 играчи и задржувањето на една голема група на други млади македонски играчи, вклучувајќи го тука и како додадена вредност и Жарко Пешевски со своето искуство и квалитет, значи они веќе добија на хомогеност. Па сега Тајник бил слаб, нека биде слаб, или Борзаш
имал мала минутажа, нека имал. Ние ги имаме тука Атанасиевич и овој онај така. Значи тоа беше еден вистински прав потек, она што му треба и најверојатно треба Пилистер да размислува во тој правец. Митревски е секако во позни години, значи како и да е уште година, 2-3 преку сила, значи мора да размислуваат да создадат на фитилјот му порасна цената сериозна изминатиот период. Убав потек направија и Пелистер со доведувањето на малиот Брестовац кој доби шанса на некој го надпревари. Тука веќе А идентичен голман стилски со Митревски. Тука веќе можеме да гледаме дека полека они ја сваќаат суштината како треба да изгледа клубот. И Пелистер исто низ овие години, ако ги гледаме низ призмата на младинските категории, прави сериозна работа. Тоа е тоа што треба да го краси еден таков голем клуб. Така. Значи младински категории, сите играат Final Four, овие дури утре у Келн ќе играат заутре Final Four, така? Младите, да. Значи тоа е клубот. А дали ќе биде шампион следната година или не, дали ќе влезе топ 8 или не, помалку битно е за мене. Да, и оно на што радува е што бележат супер резултати во младинските категории, стана и младински шампиони. Така е, тоа е битно. Ние секогаш кога ќе се навратиме на тие титули на Вардар, секогаш не станува една празнина, затоа што Вардар не успеа од тие титули да материализираат 10 таленти. Ние го имаме од тој период само Марко Кизич и толку. Од тие, да речем, условно кажано, младински погони на Вардар, на тие јуниор лиги што ги имаше. Значи Вардар од таму и македонскиот ракомет нема дополнителен бенефит. Так. А еве го Пелистер, тука за нијанса, за повеќе од нијанса, е понапред и е на добар пат. Виктор, како за крај твојата голема љубов? Вардар, убеден бев дека ќе победи. Убеден бев Вардар дека ќе победи. После куп финале каде што тоа ги куп финалето лесно на некој начин ги победи. Голем проблем ми беше настапот на Пелистер во автокоманда, со каква леснотија го победи Алкалуит и се тука баравме објаснување. Добро, Алкалуит беа малце емотивно испразнети, нели? Со АЕК, настаните, неизвестноста, Марко Митев повреден, овој повреден, ама Пелистер тука убаво си ги исплеска и тоа без фитилјот. И тука полека во Вардаровиот коп почна сомнежите како ќе биде, што ќе биде. Вистински спектакл беше. Сега конкретно за последната утакмица, после малце ќе прошириме за клубот. Значи вистински спектакл, врвно организиран, енергија, атмосфера топ. Се што може да посака еден љубител на спорт. Значи да споменеме дека беше и продолжен викенд кога на некој начин па Скопје беше испразнето. Испразнето, така е. Можеби како ракометен надпревар не беше некој од најдобрите, најквалитетните, меѓутоа поради тежината на надпреварот. Така, влогот што беше на надпреварот победи или губи се, создаваше така, значи фантастичен производ. Тој надпревар баш како... Каде сгреши Вардар на тој надпревар? Сега да се враќаме назад. Да се враќаме назад. Вардар, исто како и Пелистер, го мачат неракометни проблеми. И сега ако Пелистер го мачи тоа што нема градинка школа, или аеродром или инфраструктура, Вардар го мачи. Нема сала, нема наследник на Михајло сериозно кој што ќе тресне на маса и ќе каже од сега јас како што ќе кажам ќе биде во клубот. Полека ја враќа, а не може онаа структура што имаше во времето на Самсоненко. Спортски директор, оперативен директор, маркетинг менаџер. Значи човек, луѓе на секоја клучна позиција. Вардар го носи тоа бреме на патриотски клуб, на македонски национален клуб, па тешко добива подршка. Ако некој се одважи финансиски да му помогне на Вардар, ќе биде категоризиран. Така да Вардар има такви
такви едни проблеми, а клучниот проблем го кажа уште пред 3-4 години на една пресконференција Михајло, нека дојде еден спонзор, јас ќе му дадам клубот за 1 евро. Михајло е фантастичен лик во македонскиот ракомет, еден од луѓето на кои што ќе треба да им се направи споменик секако, меѓутоа тој не е семоќен, е во години исцрпене, таму треба наследници, млади, енергични луѓе, сега можеби не од типот и калиброт и габаритот на Самсоненко, ама нешто барем налик на Стериеви ваму, кои што ќе можат да ја преземат, да го преземат кормилото, да го водат клубот и сите ја знаат таа на Михајло стратегија дека до последниот надпревар ништо не се знае кој има договор, кој нема договор. И сега веќе Скопската чаршија зборува дека добар дел од тие засилувања нема да дојдат. Значи тоа се тие проблеми, а кои што на подолги стази негативно влијаат на развојот на Вардар. Ако Вардар му требаше 1 или 2 години да ги донесе најголемите ракометни имиња, носејќи прво нешто како Растворцев или 2-3 години, така. Значи прво мораше да ги донесеш тие. Да. Па некој млад, па некој повреден. Па да направиш резултат. Така, па да направиш малку резултат, па да ти дојде Канјеласко попче или Штербек и да кажува дека се чувствува како дома. Да. Значи, сега на Вардар му е тешко да донесе такво име и сега ние гледаме во шпекулациите дека се бараат некакви таленти од Израел, од Украина, од Полска, отпишан, запишан, недо препишан. Значи Вардар со тоа се мачи. Вардар исто сличен принцип е со бирањето на тренери како Пелистар, на емоција, добар си, супер си, ама вчера изгуби, чао. Може би требаше и едниот и другиот клуб да имаат повеќе трпение да ги задржат и Алушевски, и Недановски, и Јович, и Ангеловски, едноставно да им се даде повеќе шанса на тие македонски тренери на подолг период. Еве видовме Алкалуит дека имаше бенефит од таа доверба во Лазаров на кормило на клубот. Така да и Вардар го мачат такви неракометни прашања. И сега, извини, само да поентирам, и сега доаѓаме до последниот надпревар. Да. А ја верувам дека пола од екипава не знае дали ќе игра утре за Вардар или не. Притисокот е преголем, публиката исто како во Битола, плюс чкембарите додадена вредност. Се тресе салата и на него му се тресе раката и на Срдановиќ и на Крсманчич и промашуваат пенал. Која беше според тебе најголемата сила на Вардар ова сезона? Па можеби Вуко Борозан. Можеби Вуко Борозан како еден феникс во ракометот во годините кога беше... Мислев ќе ми кажеш Столе Стоилов, јас сега го барам тој одговор. Ќе ти одговорам и за него што мислам. Борозан беше во годините во Вардар еден од просперитетните бекови бек за кој што ракометната европска јавност викаше дека ова ќе биде новото чудо. Не се случи поради неговиот карактер, избор, одлуки, што и да е небитно. Тој имаше неколку обиди да се врати во ракометот, меѓутоа мислам дека доаѓањето во Скопје кај него можеби разбуди некои емоции, салата со облекувалната Столе. Точно. И човекот играше на почеток на сезоната, ако се сеќаваш, не можеше да се одрази да шутне. Играше со срце, играше со мозок. Можеби во финалниот надпревар имаше и преголема желба да ја потврди таа лидерска позиција, па можеби имаше и некоја грешка, небитно, а мислам дека тој човек беше за мене одбележа сезоната во Вардар. Би сакал да остане во Вардар, да се формира околу него тим, затоа што е исклучителна ракометна фигура. Не го познавам лично, меѓутоа како се однесува на теренот, каков преглед има на играта, како знае да се модифицира од лев во среден бек, а скоро е неподвижен. Значи, Столе Стоилов на клупата имаше неколку интересни ситуации и мислам дека можеби он сам не беше
доволно одлучен колку неговото влијание, присуство, а од позиција на помошник тренер, нели сепак клубот си има прв тренер, Да. негови се одлуките. Така да можеби тука Столен не го ставам во првиот ред затоа што не беше во таква позиција. Тој сигурно со сите совети што ги дава на играчите, со сето свое ракометно знаење, искуство, со авторитет што го има, влијае многу на екипата, меѓутоа од позиција на помошник тренер мислам дека тоа не може до толку да ефектуира, затоа што сепак тимот има прв тренер. Така. И првиот тренер ја носи одговорноста кој ќе сега Вардар бара условно кажано оставка од првиот тренер, не од помошникот, нели? Така. Виктор, како за крај, уште едно прашање, една мала предикција во Вардар. Рече дека не се знаат за засилувањата кои ќе дојдат и кои ќе настапуваат во црвено-црниот дрес следната сезона, но има многу засилувања Вардара. Веќе потпишано на некој начин. Милош Валах, голман, Кристијан Танасовски, Виктор Јанковски, Кейта, Талески се враќа пак во Вардар, Марчињак, Јака Малус од Слован кој беше шампион во словенечкото првенство, и Урош Митровиќ од Тулус, малку заминување од Вардар. Во Охрид цела реконструкција ќе направи, да, доаѓаат супер имења. Некој можеби одвишок што се од Охрид, во Охрид преминува Давид Саврески кој беше преку броен во тимот од Автокоманда, во Алкалоид дојда доста играчи од Пелистер. Што може да очекуваме следната сезона? Дали ќе биде поинтересно? Кога го вратија Вујовиќ да биде тренер на Вардар, Столе кажа тогаш се враќаме 10 години наназад. И тоа некако тешко звучеше. А можеби требаше порано Вардар да признае и да на сите да им биде јасно дека Вардар се врати 10, а можеби и повеќе години наназад де факто. Организацијски, структурно, играчки, финансиски, секако. Со ваквиот профил на играчи кои што го ангажира Вардар, сега дефинитивно заликува на оној Вардар од пред 10-15 години. Значи, условно кажано, таленти, млади, втор, трете шалон на играчи, меѓутоа сите со некаков одреден потенцијал. Добар дел од играчиве што ги има Вардар се исто така веќе интересни играчи, Хориха, Мечка Лазаревски, нели? Има тука некои интересни играчи. Вардар треба според мене, за и ние полесно да го оцениме, сам да си го одреди својот курс. Што му е целта и за колку време треба да ја достигне. Ние сите стихино, нели? Мора да ја врати титулата, Ама тоа не е едноставно. Играш против Пелистер, кој што е тим од Лига на шампиони, веќе 2 години претходно играше Лига Европа, СЕХА, секоја година се челичи со Вардар, со Алкалоид, со врвни екипи. Значи Вардар треба да се направи прво кој старите времиња 5 годишен план, петолетка. Ние што правиме сега? Кога Вардар ќе го одреди тој план и ќе излезе на пресконференција и ќе каже ние планираме следната година тоа, 2026, 2027, 2028, тогаш и нас ќе ни биде полесно да ги тие предвидувања да ги создадеме на некој начин. Тоа е интересно, тоа е добро. Интересно е дека има и неколку македонски играчи што привлекува, мислам дека 3 доаѓаат македонски играчи. Така. Атанасовски, Филип Талески, двајца ствари, да. Овој десниот од И Филип Николов, така? не ми е запишан, сум го заготил. Да. Преска го споменав. Дека не ги официализираат, ни се вака на хартија. Така. Од друга страна пак, за Вардар нема алтернатива освен напад на титулата. Да. Значи мора да го Тежина до немето само. Така е, мора да го создава и клубот, и тимот, и атмосферата, и етиката работна, и тренингот, и комуникацијата со јавноста во тој дух. Значи ние оваа година не успеавме, го добивме купот, следната година мораме да одиме да ја вратиме титулата во Скопје, да бидеме поамбициозни во Европа и конечно да најдеме
наследник за Михајло. Охрид, реконструкција на тимот. Очекувано е, еве, Ке може ли да се вмеша во борбата за титула? Мислам дека не. Треба да му се даде време, таму ќе има и нов тренер, нови играчи. Борис Рајич. Треба да им се даде време. Сигурно ќе бидат сериозни, непријатни за секого. Сигурно пак таму сега амбициите ќе пораснат и на публика, и на град, и на раководство. Нормално и на тренер, доаѓа интересен тренер кој што 15 години освоил титули. Так. Сигурно нема да сака да се задоволи со четврто, пето место, трето. Значи ќе имаат амбиции сигурно, што е супер за нас како публика. Искрено не очекувам дека ќе можат, не очекувам дека ќе успеат. Ај само се навивачки, нели? Ама ќе бидат и тоа Поготово на домашен терен, каде што гледаме. Значи, ако пред некоја година со Алкалуид го дефиниравме светото тројство, сега дефинитивно имаме голема четврка. Така. Зато и тие ми се извадени на лист хартија. Алкалуид ќе ја нападне ли титулата? Доста зборевме. Да. Сите велат кој не го знае Киро добро, не му е јасно дека Алкалуид и до сега ја напаѓаше титулата. Дека и лани ја напаѓаше, дека и годинава. Апсолутно е легитимно да ја напаѓа титулата. Апсолутно. Во многу надпревари покажа дека може да ги добија и Вардар и Пелистер, и појаки, и послаби, и во добра форма, и во расчекор. Он секогаш ја има тактиката, ќе смисли тактиката така да за секој различен надпред, да. Светото тројство останува да атакува на титулата. Охрид е легитимен. Јас искрено не очекувам и неприродно ми е уште следната сезона да атакува, а за Пелистер нема дилема, они ќе сакаат да си ја Така, Пелистер малку резервирани беа со засилувањето до сега. Така, уште не се знае со кој состав ќе настапува следната сезона. До сега само Хегвард десното крило како замена за Ненад Костевски, Видовски десниот бек веројатно не знам како чува замена би дошол, веројатно како замена на Павле Петровиќ кој си замена после неколку години. Многу тивко и можеби така и требаше, затоа што има турбулентни години, ако го видиме ростеров изминативе 3 години, 100 играчи се изменија. Мислам дека е стратешки добрата одлука да не се бранува премногу со играчи, да се задржи фокусот на тоа што го има, да се извади од аспект на тактика, на стратегија, нешто повеќе од тие играчи. Тука треба да се земе в предвид дека и некои од Пелистер 2 играчи, пред се Самуил Ристевскиот кој ќе закрепне, јас сакам и очекувам и се надевам дека ќе добие посериозна улога. Па мислам дека не знам како беше статусот и со Каледжиевски, дали го него уште не е прекомандуван Каледжиевски. Апсолутно треба да го прекомандуваат. Мислам барем 15-20 минути од минутажата на тајник треба да му се даде на тоа момче. Така да кај нив е јасно, следната година е цел двојна круна, купот го изгубија, мора да го вратат, титулата мора да остане и реална амбиција и очекувана и за целата македонска ракометна јавност е да повторно да добие Пелистер вайлдкарт и со малку повеќе среќа во некој жреб интересен со поинаков распоред на гостување и пречекување на гости во различен период од сезоната, зашто да не се влезе во тие топ 8 што ќе биде голем успех и за Пелистер и повторно за македонскиот ракомет. Така, едно е сигурно дека ќе имаме доста интересна сезона. Ќе имаме доста интересна сезона. Виктор, фала ти за гостувањето. Ако даде Господ следната сезона, пак ќе направиме една мала анализа, ќе зборуваме за македонскиот ракомет и ти посакувам многу успех и многу уште успешни сезони со твојот подкаст. Ти благодарам за поканата, те охрабрувам во мисијата Спорткаст. Значи нас ни недостасуваат разговори на спортски теми генерално, разговори за ракометот на кои што ќе правиме и промоција и афирмација, можеби нешто паметно ќе кажеме. Па некој ќе чуе, па ќе го искористи тоа.
упатувам апел до Министерството и до Ракометна федерација сериозно да ги засукаат раковите, да го дигнат нивото на ракометот во Македонија. Има многу простор. Еве еден потек направија сега скоро подпишаат договор со македонска телевизија за пренесување на поголем број надпревари, тоа е супер. Значи треба да одиме во тој правец. Така се прави популаризација, да размислуваат многу на маркетингот, на привлекување на млади деца, масовноста ќе ни даде, нели, квантитетот ќе ни даде и можности за поголем квалитет. Апел до сите навивачки групи, до цела публика во Македонија. Малку сме македонците, на прсти се броиме, да се почитуваме, да развиваме витешки односи, витешко ривалство, кај што ќе победи подобриот, нели? А после тоа пак ќе си бидеме пријатели, пак ќе си седнеме во Јагода или во Трач на едно пивце и ќе си се напиеме и ќе си наоѓаме мани зошто изгубивме или зошто победивме. Значи, апелот е до навивачите да имаат поголемо трпение прво кон своите клубови, своите играчи, своите тренери. Не е лесно. Не е лесно да се победува во континуитет, да се освојуваат титули. На клубовите им треба подршка, поготово кога не им оди. Лесно е кога оди. Не треба никој да ме тапша по раме кога погодувам, треба некој да ми помогне кога промашувам, да им дават, значи, прво подршка на своите клубови, подршка кога ќе изгубат, и второ да го развиваат тоа витештво, а видовме во многу надпревари, поготово во дербито Вардар Пелистар, дека двете навивачки групи кои што се смртни непријатели, знаат да бидат баш джентлмени. Виктор, ти благодарам на прекрасниот разговор. Ти благодарам на тебе. Вие, драги гледачи, бидете со нас и следниот понеделник.